Здраво на сите, сум Стефан од тимот Athletics и во видео ќе збориме за 7 основни вежби за почетници кои треба да ги вклучите во вашата програма. Секој почетник треба да знае како правилно да ги изведе вежбите, треба ефикасно да ги изведе вежбите и секако со тоа ќе се намали шансата за повреда. Почетниците треба да вежбаат цело тело, значи за да креираат сила, да минимизираат мускулните дисбаланси што ги имаат. Значи треба да вежбаат комплексни вежби и тоа се. Ги пишав на оваа табела. Значи прва вежба што ја препорачувам е чучење. Не можеш да креираш во тело ако не вежбаш многу. Значи нозете се скоро една половина од вашето тело. Вежбајте ги затоа што со тоа ги намалувате болките во кичмата, затоа што луѓето што имаат болки во кичма имаат слаби грдни мускули, имаат и слаби нозе исто така. Значи вежбање не е само идам да пешачам, играм фудбал, кошарка, тоа не се рачуна. Мртво кревање, значи мртво кревање е вежба што треба да пазите. Како се изведува? Мртво кревање е вежба што ги активира сите мускули, значи од нозе па до грб, па до рамења, значи една од најдобрите вежби според мен. Веслање, значи веслање во предклон е вежба што ги активира грбните мускули и тоа е средината грбот, ромбоидите. Значи ги зајакнува мускулите во грбот, една од подобрите вежби за добивање на густина во грбот. Бенч прес исто така вежба што ја препорачувам, дали коса, дали права, дали контра коса, нема разлика. Значи градните мускули и тоа можеш да се додаде и скрекови со собствена тежина за почетници е исто така добро. Значи пета вежба е преса за рамење. Преса за рамење во стоечка положба е една од најдобрите вежби не само за рамења, туку и за стомачите. Зашто? Тоа што кога ставате вие тежината вака и кога сте во стоечка положба, пробувате да ги стабилизирате стомачните мускули. Исто тоа кога пробувате да ги стабилизирате, се активираат стомачните мускули. Вратило. Исто вратилото е најдобра вежба и лат машина. Ако можете да правите вратило е уште подобро затоа што ги имитира вежби, ги активира латисимус дорси мускулите. Не мора да почнувате веднаш, но почнете со лат машина. Значи, препорачувам и уште една вежба што е штица за стомачи, значи пленк. Значи, ја препорачувам, ова е изометричка вежба, значи стоите во една положба и затоа што пробувате ги стабилизирате мускулите, околу стомачите се ги активирате. Според EMG истражувањата што се прават за мускули, позиција штица е една од подобрите вежби. Значи, што треба да знаете од сето ова, било која вежба и да правите за почетници, треба да практикувате правилна форма. Ако не практикувате правилна форма, голема шанса да се повредите. Ако сакате да се повредите и да го користите егото да се докажете пред другите, значи и идете за погрешна цел. Поентата на фитнесот е да се подобрите себе си, не да се покажете пред другите. Правите 3 серии од 8 до 12 повторувања. Значи, не ги треба повеќе од 2 до 3 серии за било која добие вежби за почеток. 8 до 12 е добро затоа што тоа предизвикува најаки хипертрофија или зголемување мускулната маса. Значи, збориме максимално. И додајте тежина секоја недела и секој тренинг. Значи, секоја вежба, ако не напредувате, вие нема да добиете повеќе мускулна маса, затоа што телото реагира на повеќе стрес. Ако не знаете ништо од сето ова како се изведуваат вежбите, или ако имате страв, изнајмете тренер. Значи, ако вежбате сами, имате илузија дека знаете нешто, дека правите нешто добро за вашето тело. Јас можам да ви дам совет, но ако вие тој совет го прифатите, не знаете како да го примените, вие сте во илузија дека правите нешто. Не сите луѓе страдаат од тоа позитивна илузија. Се надевам дека ова видео беше информативно. Ако имате некои прашања, слободно прашајте на нашата Athletics фан страна, исто на нашата Athletics група. До тогаш, лайк, шер, субскрайб на нашата страна athletics.mk. Поздрав!